Македонија ги доби поканите од НАТО и од Европската Унија, но процесот се уште не е завршен, а тоа се уште значи плодна почва за влијание на трети страни врз политичките текови, не само во земјата, туку и во цел Западен Балкан, предупредуваат аналитичари. Европскиот совет за надворешни односи во својот најнов извештај предупредува дека се очекува Москва да ја продолжи својата пропагандна кампања за кочење на односите меѓу Западот и Балканот, искористувајќи ги политичките и економските пукнатини во регионот. Блиските односи на Македонија со Западот не ја радуваат Русија, велат аналитичарите, зашто тоа е уште еден чекор поблиску на западните организации до руските граници. Точно е исто така дека Русија не е среќна со проширувањето на НАТО овде во Република Македонија. Русија најверојатно ќе ги прошири напорите да се поврзе со формални институционални, општествени и политички сојузници и да создаде, како што се вели во извештајот, така наречени отфрлени хибридни играчи. За такви цели, како што повеќе пати објавува голем број западни медиуми, Кремљ секогаш има силна финансиска логистика. Председателот на одборот на Српскиот парламент за европски интеграции Ненад Чанак во интервју за Радио Слободна Европа вели дека регионот се соочува со се поагресивна руска пропаганда, а дека целата руска надворешна политика се фокусира на преземање улога на преговарач за иднината во однос на Европската Унија. U protekloj godini, 2017. je ruska administracija opredelila oko 1.800 miliona evra za propagandu na tlu Evrope, a naročito na rubna područja, a naročito na Balkan. Drugim rečima, vi ste došli u poziciju da ta propagandna mašinerija ruska neumitno melje sve pred sobom i stvara jedan okvir za delovanje ruske službe na prostorima koje sam naveo. Во Црна Гора, на пример, иако е таа членка на НАТО, Москва се надева дека ќе ги искористи сојузот меѓу локалните православни славофили, паравојната балканска војска и руската моторчиска група Нокневолци, стои во извештајот. На Балканот се шират и руските медиумски операции, предупредува авторот на извештајот и додава дека агенцијата Спутник има несразмерно влијание во регионот, а дека Москва се обидела да финансира и новинарски редакции со политички ставови блиски до агендата на Владимир Путин. Дружба, бескорыстная любовь к России